Добро вечер, јас сум Ивана Алексовска, со вас во најновото издание на Дневникот на Телевизија Плюс. Се враќаме веднаш по кратките најави. Оливер Илиевски кандидат за градоначалник. Здруженија со поддршка за независниот Максим Димитриевски. Зголемен интересот за вакцинација. Социјалдемократскиот сојуз на Македонија на престојните локални избори во Куманово ќе настапи со актуелниот секретар на општинската организација Оливер Илиевски. Илиевски ја доби поддршката од партијата, иако во игра беа имињата на актуелниот градоначалник Максим Димитриевски, пратеникот Мартин Костовски, председателката на Советот Тина Мургашанска. Димитриевски на изборите ќе настапи како независен кандидат, а ВМРО-ДПМН веќе пред една седмица соопшти дека поддршката од граѓаните ќе ја бара актерот Тони Михајловски. Новите мерки значајно ја подобрија вакцинацијата. Интересот е зголемен, информираат од Здравствениот дом Куманово. Над 40.000 лица од Североистокот досега се вакцинирани со прва доза. Најмладиот пациент кој се вакцинирал има 12 години, а највозрастниот 106 години. Зголемен интересот и кај помладите до 18 години, но пунктот располага само со вакцините Синовак и AstraZeneca. Новите мерки значајно го зголемија интересот за вакцинација. На единствениот пункт во Куманово досега се имунизирани над 40.000 лица од североисточниот регион. Расти интересот и кај помладите до 18 години. Од почетокот на имунизацијата досега се вакцинирани 544 лица. Најмладиот пациент има 12, а највозрастниот 106 години. Пунктот во Бедиња во моментов располага само со вакцините Синовак и AstraZeneca за прва доза, а се врши вакцина со Pfizer. Од установата посочуваат дека дел од граѓаните бираат со која вакцина ќе се вакцинираат, но во моментов располагаат со 12.000 наведените вакцини. Процесот на имунизација во нашиот пункт се одвива непречено. Значи интересот на граѓаните за имунизација е зголемен, особено со најава на новите мерки и влегување во сила на истите. Имаме зголемен интерес на граѓаните да се вакцинираат. Имаме надминато над 40.000 граѓани кои се вакцинирани со првата доза. Ова бројка сигурно варира. На дневно ниво вакцинираме близко до 1000 граѓани. Моментално во нашиот пункт се аплицираат како прва доза вакцината Синовак и AstraZeneca за лицата над 60 години, додека се врши исто така ревакцинација со вакцината Pfizer, Sinovac и AstraZeneca. Има граѓани кои имаат некоја желба за одредена вакцина, но со тоа што располагаме моментално, тоа им е опција. Пунктот во Бедиња работи во една смена, но и покрај интересот денеска не можеше да се забележи поголем метеж. Граѓаните нагласуваат дека се задоволни од процесот, нема подолго чекање. Да, примиме кинеска Синовак, да. Дали е прва или втора доза? Не, прва, јас имам и прелегано пред 6 месеци. И сега се реши да примам. Како сте задоволни како се спроведува овде процесот? Што знам, сега е одлично, дека има организирано е добро. Не чекавте многу? Не чека. Тој 5-10 минути така. Pfizer. Прва или втора доза? Втора. Како се чувствувате? Има ли ветеж? Како сте задоволни? Нема, задоволни, да. Нема чекање? Нема, не. Нема чекање, се си оди поред, така да и така треба да продолжи. И народот треба да се вакцинира. Вие сте од Куманово? Да, од Куманово. Теренската вакцинација во Кумановско е завршена. Беа опфатени 38 села, а аплицирани над 2000 вакцини. Интерес има и за вакцинирање во домашни услови за стари и немоќни лица. Во СВР Куманово вчера околу 10 часот било пријавено дека во основното училиште Браќа Рибар во селото Сопот непознат сторител влегол во објектот со употреба на подесен предмет и одзел училишен прибор. СВР Куманово превзема мерки за расчистување на случајот. Неколку часа подоцна, околу 17 часот, во полицијата Кумановка пријавила дека во низиниот дом на улицата Гоце Делчев затекнала 2 лица кои со употреба на сила влегле во куќата и одзеле повеќе предмети и физички ја нападнале неа и незиниот син. Полицијата превзема мерки за целосно расчистување на случајот.
Несовесен жител Утринава со секира ја кршел вратата на црквата Свети Јован во село Режановце. Жителите на селото сведочат дека настанот се случил рано утринава. Тие случајот и лицето го пријавиле во полицијата. Од полицијата потврдуваат дека екипи на СВР Куманово извршила увид на влезната врата на црквата и тие преземаат мерки за расчистување на случајот. Председателот на местната заедница на село Режановце Зоран Крстевски раскажува дека сторителот и претходно имал инциденти во селото. Во продолжение изјавата. Док ми комшија кажа, докато дојде, он ми избега. Значи, избега ми, отиде си дома и скрши врата на црква. Дечкото не е урачунли. Институција треба да се земе. Он е легај у Бардовце, не презема, он може јутре да направи дела. Исто се деси така у Табановце. И исто и овој може да направи. И деца да направи, и комшије кои се многу се желија, али не су повикале полиција. Тоа е најголема грешка. Тако би на Табановце, еве е сакисти овој. Овој човек е лошо и штетен е за село. Пријавивте ли во полиција? Сега пријавивме, беа сте од полиција овој. И они беа. Доколку не преземе и епархија и овој се, на свики ги земаме ингеренци. И на полиција не више за нас, не постои полиција. Ние сами ќе преземеме мерки, сега ќе поднесеме документи, но сите институции по 10 дена. Персона нон грате добива овакав човек, не може да улегне у село и не може да улегне ни една институција. Не сакаме. Ова е катастрофа, црква да уруши. По однос на уредбата за задолжително носење заштита на лицето, во текот на изминатото деноноќе евидентирано е дека на ниво на секторот за внатрешни работи Куманово 3 лица не ја почитувале, од кои едно на подрачјето на Куманово и 2 лица во Кратово. Против нив се поднесени соодветни поднесоци, соопшти СВР Куманово. Сдруженијето на глуви и наглуви од Куманово ја поддржа независната кандидатура за градоначалник на Максим Димитриевски. Јавната поддршка беше упатена од пресконференција одржана пред општината. Јавна поддршка за независната кандидатура за градоначалник на актуелниот Максим Димитриевски вчера упати Сдруженијето на глуви и наглуви од Куманово. Како што рече секретарот на Сдруженијето Деко Марков на пресконференцијата одржана пред општина Куманово, Димитриевски го поддржуваат бидејќи ја препознале неговата секојдневна заложба за сограѓаните и грижата во обезбедување на подобри услови за живот на секое поле од општествениот живот. Ние како здружение застануваме на страната на Максим Димитриевски и неговиот неуморен тим кој има една единствена цел со приоритет да работи за доброто на своите граѓани, за подобро утре на сите нас, за подобри животни услови, за квалитетни услуги во рамките на државните институции, за поквалитетно образование, за помош на граѓаните кои припаѓаат на социјално најзагрозените категории и сето она кое во оваа прилика нема да биде спомнато, но ќе представува неопходна потреба за нас, граѓаните на Куманово. Градоначалникот Димитриевски изминативе години создал континуитет во извршувањето на зацртаните задачи и предвидените проекти, кои, како што вели тој, успешно се реализираат. Ние како Сдружение на глуви и наглуви од Куманово сакаме да истакнеме одличната соработка со градоначалникот Максим Димитриевски, кој е тука за нас во секое време, со кого имаме одлична соработка и кој ни излегува пресред секогаш кога тоа ќе го побараме од него. Благодарноста од наша страна до него е огромна, од причина што овој човек работи посветено, упорноста го води само напред, неговата намера да му даде на нашо Куманово нов, модерен и современ лик му дава уште поголем поттик да продолжи да работи и да се труди. Даваме несебична поддршка на програмата на Максим Димитриевски, која се состои од значајни проекти за граѓаните и за наше Куманово, кои се неопходни за нашето непречено функционирање и подобри услови за секојдневен живот, потенцира Марков од Сдруженијето на глуви и наглуви од Куманово. 69 годишна жена од Кумановско село вчера вечер во полицијата пријавила дека била измамена од едно лице. Според пријавеното, лицето и понудило огревни дрва и откако се договориле му платила, пошто пријавениот и кажал да го чека со образложение дека ќе го донесе камионот со дрва, но после тоа не се појавил. Се превземаат мерки за расчистување на случајот, информираат од СВР Куманово. Независната кандидатура за градоначалник на актуелниот Максим Димитриевски ја поддржа и членовите на Сдруженијето на армиски и полициски ветерани од активен и резервен состав на Куманово. Повеќе од прилогот што следува.
Издруженијето на армиски и полициски ветерани од активен и резервен состав на Куманово ќе ја поддржи независната кандидатура за градоначалник на општина Куманово на актуелниот градоначалник Максим Димитриевски на предстојните локални избори. Градоначалникот не само што е член на Здруженијето повеќе од 10 години, туку секогаш е дел од нашите активности, вели председателот на Здруженијето на армиски и полициски ветерани Драган Стојмановски. Даваме целосна поддршка прво, затоа што Максим Димитриевски е член на Здружение на армиски и полициски ветерани и еве ја зедов негова пристапница. Он е член на наше здружение од 16.6.2010 година. Може да го зумирате, може да се го покажете. Значи, му даваме поддршка затоа што он прв пат имаме член, односно кандидат од нашето здружение кое, да не спомнам бројка, него е огромна бројка. Второ, кога беше изјавено по медиумиве дека најдобрите 3 кандидата во Македонија, најдобрите 3 градоначалника во Македонија, беше речено дека Таравари од Алијанса Гостивар, Митко Јанчев од ВМРО, од Кавдарци и од најголемите, од сите општини кои беа многу голем број, Максим Димитриевски како кандидат, односно како член на СДСМ. Сега гледаме дека Таравари беше предложен на кандидатска листа. Митко Јанчев е предложен за кандидатска листа. Со Максим Димитриевски не беше ништо решено, не знам дали ќе решава СДСМ и како ќе решава. И трето, последно, дека Максим Димитриевски е секогаш бил во сите наши активности. Почнувајќи од марш на Дренак, во најтешко време во декември месец, да ти маршираш по зима до горе, во Жеглјане, во Пелинце, во Пониква и да не ги набројувам, него како овде. Меѓутоа, за жал, членовите од раководство на СДС ги нема да дојдат во нашите активности. Ја не знам дори дали некој од нив го знае наш прав назив и така натаму. Димитриевски денеска присуствуваше на состанокот на извршниот одбор на Здруженијето, на кој беше одлучено да се редуцираат тековните активности заради пандемијата и ковид протоколите. Што се однесува до просториите на Здруженијето што се наоѓаат во објектот на реконструираниот хотел Солун, председателот Стојмановски се надева дека до крајот на годината повторно ќе се вратат во нив. Моментално сега се уште е во фаза на разрешување со Европска Унија, па потоа треба да се одреди кој ќе го превземе објектот на ниво на општина со комплетен инвентар и после тоа очекуваме да подпишеме повторен меморандум, како што го имаме тоа, за користење на тие простори. Да напоменам дека ние имаме решенија за користење на тие простори веќе 55 години. Значи 55 години сме ние во тие простории. Откако отпочна реконструкцијата на поранешен хотел Солун, Здруженијето е дислоцирано во простории на булеварот Октомвриска револуција во близина на гостилницата Жмара. Вечерва ги затворивме листите за кандидати за градоначалник и советничката листа за наше Куманово со голема граѓанска поддршка од над 1250 потписи, напиша синоќа на Facebook градоначалникот на Куманово Максим Димитриевски, заблагодарувајќи се за поддршката што ја добил за независната кандидатура. Сакам да се заблагодарам на сите кумановци кои ни дадоа доверба да бидеме нивни кандидати на локалните избори. Ветувам дека ќе продолжиме да работиме на развојот на градот и иднината на нашите сограѓани, како досега со уште поголеми амбиции и енергија, посветено, честно, отчетно и одговорно. На следните избори граѓаните на Куманово ќе победат, напиша Димитриевски.
Во текот на вчерашниот ден, Министерството за внатрешни работи на територијата на земјава спроведе зајакната акциска контрола на возила што вршат јавен превоз на патници, автобуси, такси комбиња и други. При тоа биле откриени и санкционирани 41 технички неисправно возило, кои биле соодветно санкционирани. Најголем број од возилата имале неисправни уреди за запирање, а 7 не извршиле вонреден технички преглед. Засилените акциски сообраќајни контроли продолжуваат. Апелираме до граѓаните да ги почитуваат сообраќајните правила и прописи за да ја зголемиме безбедноста во сообраќајот и заедно да придонесеме за посигурни патишта, се вели од МВР. Во салата на Центарот за култура синоќа започна овогодинешното издание на Джез фестивал Куманово 2021. Фестивалот продолжува и вечерва. Влезот е бесплатен, но бројот на гости е ограничен на 200 посетители поради протоколите наметнати од пандемијата. Задолжително при влез посетителите треба да приложат и сертификат за ковид вакцинација. Проектот е финансиран од Министерството за култура во областа на музичката и музичко-сценската дејност, а организатор е Инукс Куманово. Денеска започна етапната исплата на августовските пензии. Пензиите ќе бидат исплатени пред време и етапно со цел да се овозможи поголема заштита на пензионерите во услови на опасност од коронавирусот COVID-19. Подигнувањето на пензиите преку филијалите и експозитурите на Куманово за пензионерите кои не користат картички ќе се реализира во 4 групи според висината на пензијата. Пензионерите кои користат платежна картичка поврзана со сметката на која се префрлува пензијата, со парите може да располагаат од 31 август вторник. Тие може да ја подигнат пензијата на банкомат, да ги користат средствата за плаќање во трговската мрежа или за електронски плаќања. Етапното процесирање на пензиите ќе овозможи спроведување на препораките и мерките за спречување и ширење на вирусот со оглед на тоа што пензионерите како возрастна група се најранливи. Времето денеска во Куманово беше сончево. Максималната температура се искачи до 29 степени, а минималната беше 11 степени Целзиусови. И за утре метеоролозите најавуваат сончево време. Дневната температура ќе достигне 27 степени, а утринската ќе биде до 13 степени. Тука е крајот на дневникот. Ви благодарам за вниманието и ви посакувам пријатна вечер.